Си живееше еднаш еден воденичар со своите 3 сина. Тој работеше вредно и заработуваше за целото свое семејство. Но имаше само 3 нешта: воденицата, магаренцето и еден убав мачор. Еден ден воденичарот тешко се разболе, а наскоро и умре. Синовите си ги поделија неговите работи. Постарите двајца ја зедоа воденицата и магарето, а најмалиот разочарано го зеде мачорот. Но неговиот мачор беше многу итар и мудар. Знаеше дека неговиот господар е несреќен и затоа имаше еден одличен план за него. Направи ми палто и чизми и ќе ти го изменам животот, му рече. Момчето на итриот мачор му направи чизми и една шапка. Мачорот веднаш си ја стави на главата и со гордост се шеташе. Потоа наеднаш истрча кон шумата, фати еден зајак, а потоа и 2 фазана и ги однесе во кралскиот дворец. Ова е подарок за кралот од војводата Карабас, рече мачорот, а кралот беше задоволен. Еден ден кралот со својата керка се возеше со кочија по полињата. Соблечи се и скокни во езерото, му рече мачорот на момчето, па ги сокрија лиштата и почна да вика: Помош! Помош! Крадци го фрлија мојот господар војводата Карабас во езерото! Тој се дави! Помош! Кралот ја сврте кочијата кон езерото и го препозна мачорот што му донесе подароци. Му нареди на кочијашот да му донесе облека на момчето војвода, па го викнаа во својата кочија, а момчето седна со кралот и со неговата керка. Мачорот истрча пред нив и отиде до замокот на еден страшен волшебник, познат по црна магија. Господине, дојдов да видам дали знаете да правите магии. Чув дека може да се претворите во лав, рече мачорот. Волшебникот беше поласкан и веднаш се претвори во страшен лав. Мачорот го замоли повторно да се претвори во волшебник. И тој повторно се претвори во волшебник. Па мачорот силно му ракоплескаше од радост. Потоа, итар каков што беше, мачорот го праша: Господине, а дали може да се претворите во глушец? Да, рече волшебникот и веднаш се претвори во глушец. И триот мачор го зграпчи и веднаш го изеде. По само некое време, во замокот пристигна кочијата на кралот. Добре дојдовте, ваше височество, во домот на војводата. Кралот беше одушевен од богатството на момчето, а момчето многу се гордееше со својот мачор. Кралот и неговата керка му се заблагодарија на момчето за богатата вечера. А по некое време, момчето ја замоли принцезата да се прошетаат. Кога кралот го виде тоа, реши двајцата да се венчаат. Војводата беше многу среќен, но мачорот во чизми беше најсреќен.